Со грудка во грлото, Андријана Јаневска ја отпеа "Ако утре ме нема" од ДНК. Познатата македонска пејачка, која воедно е универзитетски професор, настапи со Битолскиот камерен оркестар и виртуозот Благојче Трајковски на кларинет и им одаде чест на 60 починати во стравотниот пожар во Кочани. Еден од најтешките настапи во мојата кариера. "Ако утре ме нема" ја изведов во придружба на Битолскиот камерен оркестар и Благојче Трајковски на кларинет, напиша Јаневска на својата официјална страница на Facebook. Подсетуваме меѓу 60 жртви во стравотниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, кој се случи на 16 март, беа и членовите на бендот ДНК, пејачот Андреј Јургиевски, придружниот вокал Сара Пројковска, гитаристот Андреј Коларов, тапанарот Ѓурги Ѓургиев, пијанистот Филип Стевановски, битбоксерот Мартин Атанасовски Буцо, тонецот Игор Велков и официјалниот фотограф на ДНК Александар Ефремов. Раперот Владимир Блажев Панчо и гитаристот Горан Тонев се уште се хоспитализирани. Расел Бренд се осврна на својот брак со Кейти Пери во новата епизода од подкастот "Остани слободен" со Расел Бренд. Зборувајќи за разводот, тој откри дека на него не се навраќа со лоши спомени. Она што можам да ви кажам е дека за време на мојот брак со Кейти Пери сватив дека таа не е сосема нормална. Таа е извонредна поради нејзината слава, но не можам да кажам дека е чудна. Колку што видов, таа не се занимавала со ништо сомнително, коментира тој. Причините зошто нашиот брак не успеа се нормални, човечки причини и немам ништо друго освен почит кон неа. Очигледно не се согласувам со нејзините политички мислења, но веројатно истото важи и за мојата сопруга Лора. Секогаш има несогласувања, нели? Заклучи тој. Мартија Станојковиќ е родена на 7 април 2004 година во Куманово. Таа започнала да го развива нејзиниот музички талент кога имала само 5 години, приклучувајќи се на ден студиото Ултра. На 7 годишна возраст ја снимила својата прва песна "Пејачка ке станам", со која настапила на Кумановскиот детски фестивал Детелинка. Во септември 2015 година го започнала своето учество во регионалното музичко надпреварување Пинкови ѕвездички, кое се одржувало во Белград, Србија, во организација на телевизија Пинк, каде постигнала голем успех. Во текот на 10 месеци колку што траело шоуто, била еден од протагонистите и со својот неверојатен глас, шарм и сценски настапи успеала брзо да се наметне и да биде меѓу фаворитите за победа. Во суперфиналето, одржано на 3 јули, во кое останале само 10 најдобри надпреварувачи, го освоила второто место. Музичкиот новинар и критичар Иван Ивачковиќ од Белград се расплака на промоцијата на неговата книга "Панонски адмирал", посветена на Ѓорѓе Балашевиќ во литература во Скопје. Книгата е професионална биографија за кантавторот од Нови Сад кој почина од ковид на 19 февруари во 2021 година. Ивачковиќ кажа дека по 30 годишното пријателство со Балашевиќ, откако починал, тој немал сила да заврши книга која веќе почнал да ја пишува. Потоа ми се јави пејачката Билја Крстич и уште многу музичари и пријатели и ми рекоа дека морам да ја завршам. Да не беа тие, можеби ќе останеше на половина, рече Ивачковиќ. На почетокот од промоцијата тој ги поздрави гостите стоејќи. Сакам да станам за да му одадам почит на Балашевиќ, да им одадам почит на сите кои загинаа во трагичниот пожар во Кочани. Стојам во нивна чест и во чест на Џоле, кој сите не научи како се сака. Тој беше поет кој сите нас не воспитуваше со својата борба за љубов, толеранција и солидарност меѓу луѓето. Во Србија на железничката станица во Нови Сад ни се случи трагедија пред 5 месеци, во Македонија се случи трагедија пред 3 недели. И по кој знае кој пат во нашата заедничка историја покажавме солидарност и емпатија, она на што Балашевиќ не учеше, кажа авторот.